Добро вечер, ја малце сум научен кога сум оваква состојба да нешто да правам, да пеам. За прв пат треба да зборувам пред вас, малку ми е трема, морам да ви признам, но од друга страна па ми е кејф што гледам толку млади луѓе овде. Ви благодарам за почитта, за вниманието. За да зборуваме за македонската музика, треба да видиме каде се наоѓа македонското општество денес. Македонската музика, за жал, ќе морам да констатирам вака со една реченица, дека денес е мртва, умрена, во сите сегменти, од повеќе причини. Ако мислиме дека е тоа процес кој што се случи во последниве 6 години, ќе се излажеме. Тоа е процес кој што ми се чини трае едно 20 на години, практично од некаде после Before the Rain натам. Кога го работевме филмот Before the Rain, после него очекував дека нешто поместивме и дека тоа ќе отвори некакви си нови патишта. Се разбира, ние као појава не дојавме од никаде, туку пред нас постоја исто луѓе кои што ставија некој камче во тој зид. Тоа беа Лепи Сол, тоа беа Мизар, тоа беа Архангел и така натаму, и најверојатно и други, ја вака ги издвојувам по-значајните. Ние можеби ја ставивме само таа круна на каде можеби би одела македонската музика. Патиштата се милион, ние одбравме само еден. Денес македонската музика е мртва од повеќе причини. Мислам дека 20 години која и да е власт работеше на перфектно населението, што е можно повеќе да стане потупаво и понеобразувано, на сите можни начини. Резултатот е овој кај што се наоѓаме денеска. Има луѓе, тоа можам некако да го поделам у два сегмента. Значи, денес има една категорија на луѓе кои што се од мојава генерација и они чекаат да се вратат старите добри времиња. Ја тоа не го чекам, тоа ми е абсурдно. Мислам, уживам кога има промени. И едните се тие кои што се всушност денес најжестоки критичари на тој систем од тогаш. Тие се најжестоки критичари на она што е комунизам, а растеа во него и можеби голем дел од нив беа на функции у тоа време. И од друга страна, една генерација која што не знае на каде, затоа што многу нешта се испуштени од раце. Ќе ви кажам еден пример, дека се не зборувам за поединци, туку зборувам вака за една нација, како е загубена низ времето. Значи, нашиот народ, после толку време, се уште не разликува што е тоа народна, традиционална музика од авторска музика. И често пати го користи зборот етно, кој што во суштина не значи ништо, освен припадност на една територија. И Битлси звучеа британски, но не ги нарекуваа етно. Тук тоа си беше нивна национална музика. Што сакам да кажам? Значи, патот што го одбраа македонските музичари после Before the Rain на тој несреќно одбран термин обработување. Нива се обработува, музика не се обработува, музика се прави. Значи, тој несреќен термин кој што ништо не значи и всушност традиционалната музика која што служи за која што е наш јазик, од кој што треба да ги учиме принципите на она што е наша музика, ние направивме обратен чекор. Ќе ви давам примери со литература за да бидам појасен. Пред да се појават она генерација од фантастични поети од Петре М. Андреевски, Шопов, Анте Поповски и така натаму, значи постоеше исто така традиционална поетика. Таа поетика служеше само како пример како се создава наша автентична песна. Никој од тие поети не тргна да земе и да ги препишува народните песни и да им го менува некако обликот. Значи, традиционалната музика е само наша храна, наш бензин со кој што треба да правиме музика у ова доба во која што се наоѓаме. Или има една
фина реченица, мислам дека беше од Прличев, а тоа е да се создава во духот на народот свој, но во епохата во која што живееме. Ние веќе не се наоѓаме нити во епохата во која што живееме, затоа што градбиве кои што ги гледаме, тие не се од оваа епоха, туку се од некоја, не знам која. Некоја вика барок, тоа нема никаква врска со барок. Некој селски неокласицизам, не знам како да го наречам. Малце измешан со селски фашизам, ништо друго. Значи, она што јас очекувам следниот период, ние можеме вака се собираме, можеме да разговараме, но најважно е секој во својата работа да прави некакви си дела. Меѓутоа, и тука има еден суштински проблем. Кога работевме со Анастасија, никогаш не размислувавме дали сме добри до Делчево или до Берово. Некако гледавме, како звучи Боб Дилан овака, како звучат, не знам, Пинк Флойд овака. Значи, дали можеме ние тоа да се мериме на тој начин? Пошто мерка за сите ствари што ги работиме е светов, не е првото село до нас. И сега ние се затворивме и дојавме во една состојба кај што се што правиме од емисии до литература, до музика, сето тоа го мериме тука во некакви си локални рамки, можеби најдалеку до Београд. Мислам, за оние што не знаат, ќе кажам, да не ме разберете погрешно, значи, ние поминавме повеќе од 100 града низ Европа, секаде беше поклон до земја, никој нити не подценуваше, ниту не прашуваше нешто, ниту доаѓаа да ја гледаат наша музика, секаде ја представувавме како македонска, секаде се представувавме дека доаѓаме од Македонија и само на тој начин можеме да излеземе од оваа затвореност, од оваа состојба на некаква си општа хипноза, кај што полека ми се чини дека малце се заменија тезите и сите станавме една партија, дека сите треба да сме една партија. Јас светово го гледам широко, не ме интересираат нити нации, нити народи, јако зборувам за тоа, за музикава на тој начин. Гледам да видам зрнце убаво во секоја музика. Она што македонците денес не се свесни е дека сите народи во околинава на Балканов се многу живи, имаат многу жива музика, многу жива литература, многу нови филмови и дека се представуваат многу лесно пред светскава публика, а ние правиме некакви си домашни измами, нели ќе направат некој полуфилм, па онда ни го представуваат дека еве само што не стасал до Кан. Еве готово се испратени се лентите, па не закаснија лентите, па не стасаа, па не. Че тоа не може така, не смее така. Мерка е светов и човек кој ќе се качи од Скопје и кој ќе стигне во Виена, многу лесно ќе види дека на аеродром никој не го познава и дека за да некој да го запознае тамо ќе треба малку да се сериозно да се потруди, да работи. Мислам, ја ќе останам посветен на таа идеја, на таа работа што сум ја работил до сега, на оваа земја на која што припаѓам, иако овој период 500 пати сум помислил дека треба да се замине од овде, затоа што условите за работа се неверојатно лоши. Ќе ви кажам еден последен пример. Тоа беше во Драмски театар, ја работевме Огнени јазици со Слободан Мунковски и мораме да се научиме како луѓе, да имаме почит кон тие што биле пред нас, кои што оставиле некои сериозни работи. Професор Тунковски, кој што е еден од најголемите македонски режисери, кој што е еден од петорицата кои што го создале модерниот македонски театар, беше ставен во состојба да едва ја составиме представата. Ја составивме. Представата почна да игра и беше единствената представа во Драмски театар која што се продаваше реално на билетара. Тоа значеше одма проблем за власта. Зашто? Затоа што представата збори нешто друго. Не избори тоа што не игра така како што свири нивнава музика. И онда почна да ја играат по 2 пати месечно. Ајде као публика ќе забораи дека некојаш е праена. Сега дојдоа театарски игри во еден Чернодрински, сега погледајте бизарноста, срамотилакот на целото тоа. Представата воопшто не беше земена да игра таму, прво. И сега вчера гледам на вести, уште
сите награди ги доби таа представа Вечната куќа, која што беше, нели, она химна на сегашнава власт, и мислам дека уште Портиров умната што не му дадоа награда за целото тоа. И значи, ова ви го говорам за да видите дека немам зашто да имам некаков страв да искажам став, пошто во Македонија последниот период најчесто го слушам тој збор страв ми е, еј немој ова, пази она. Кога стана збор за Вања Лазарова, не знам дали сте следеле по медиумите, нели таа заврши во Старски дом и така натака, што она остави за земја и како тоа се случуваше, многу добро знам, пошто сум бил сведок на тоа, сум одел во нивна куќа, сум јадел леп од нејзините раца, и на крајот сега дојде да некој ја понижува за да ја додадат некакви си, не знам, 10.000 денари кои што ќе ги користи можеби 10 месеца на крајот животот. И јас седнав, напишав едно писмо до премиерот, кој што, не знам, некако го составив, нит нешто го навредив, нит... И забележав дека еден дел од луѓето кои што го прочитале, некој пишуваше, па ти си луд, бе, па како можеш овака, па не... Значи, тоа зборува за една наша загубеност, која што ја верувам дека вие како генерација ќе ја превртите, ќе ја поставите на глава, да не стои, туку да стои на нозе. Кога зборувам за таа почит, значи, секогаш треба да знаеме дека во било која работа, за да се качиш на петата скала, некој пред тебе ја правил таа првата. Значи, затоа ги спомнувам често Леписол. Да не беа Леписол, немаше се случат Анастасија. Не знам, да не беше тетка Вања, ние немаше стотици тајни од таа музика да дознаеме. Значи, не смееме да оставиме да нештата течат така. Стално ни се чини дека некој друг тоа ќе го направи. Ја ова не го кажувам добро, ова не го правам. Нема такви формули. Се разбира, ја не можам ништо поише од ова, освен да ја работам таа музика што ја работам. Се разбира, мене ми е кејф што овој период музиката што ја работам почна да добива некакви си други форми, други облици, и што голем дел од публиката ми е веќе онаа што има 25-6 години, 20 на години. Тоа мене многу ме радува. Тоа значи дека не сум остарел до крај. И моја задача е тоа. Моја задача е да нешто соопштаме вака понекогаш, да нешто напишам, да нешто кажам. Ако не ме мрзи, можда целиот тој период што е зад мене ќе седнам и ќе оставам у книга, за да остане за некакви си следни генерации. Се насем, длабоко никогаш не сум верувал дека музиката има толку некаква си моќ за да менува општества, но од друга страна па мислам дека она има една магија у неа која што воспитува или која што упатува некои луѓе некаде кон она што е убаво и добро, а не кон она што е зло и лошо. Ето тоа сакам вака накратко да ви кажам. Не знам дали беше доволно. Сега сте вие наред. Пејте, ајде. Прашања. Ајде, да вујкате таму микрофон. Прво да ви се заблагодарам за Анастасија и за прекрасната ваша музика и да ви кажам дека најмладата публика ваша не се само тие по 20 и нешто години, туку јас како 18 години. Ве слушам и ве обожавам. Ала, прашања? Ја имам прашање. Велите дека музиката не може многу да смени. Ме интересира вашиот став за музикава сега што ја прават за многу детни фамилии. Дали тоа ќе не смени?
Како, извини? За музикава за трето дете или како се вика проектот, не знам. На тај език. За тајзи и сите тие фарси што да се. Дали тоа не менува сега? Па види, прво самата идеја за, како им се вика тоа, субвенции за музика, така? Да. Толку глупава идеја, мислам. Независно, пази, независно од са темите. Тоа мислам дека такви теми ни Сталин не би смислил у Советска Русија, мислам. Нешто просто многу често генерацијеве што имаат 20 години гледам кога им зборат за комунизмот, па тоа немаше у комунизмот никогаш, мислам да бидеме до крај искрени. Мислам имаше разни будалаштини слични можда или, но не до толку, верувајте, мислам вакви дека сега ја ќе треба да правам песна за трето дете. Океј, ќе направам и за шеста, платите ми, ама што е идејата на целото тоа? Мислам, тоа покажува само една и се замисли, значи ја за да објавам нова песна, се треба прво да пополнам некој формулар. Ја баш го гледав формуларот, толку е дебилен да никогаш у живот нема го пополнам, мислам. И треба да го дадам. И кој тој што ќе ми оценува песната? Така? Меѓутоа, кога ја ова го кажувам јавно, ова сега што го зборувам, кој ќе кажам кој е тој што ќе ми оценува песната, има еден дел од луѓе кои што реагираат со едно некултурно, како да ги обяснам. Баш вчера кога имаше утакмица и гледав коментарите за Панчев, беа многу слични. Кој си бе па ти, што си бе па ти бе? Тоа не смее така. Мислам, тоа се луѓе кои што тоа што го оставил Панчев, ние можеме да го сонуваме следниве 100 години. Значи мораме да имаме почит кон тие работи. Мислам дека таа работа со тие субвенциите за музика ќе им пропадне, односно ќе ги исподрпаат париве како по обичај, тоа нема да ја помести македонска музика ни чекор. Тоа, мислам, вака јавно кажувам, затоа што ако беше работата во тоа, зарем Британија не сака да ги повтори Битлси? Не е $5 милиони, ќе вложија 500 милиарди долари за да ги повторат. Но тие работи во уметноста не одат така, значи само некакви си поединци со некој посебен дар во својата работа, само тие можат да ги поместат работите, не никакви субвенции. Здраво. Пред се сакам да кажам дека ја следам вашата работа со Анастасија уште од самите почетоци и навистина ја почитувам. Поготово ми се свиѓаше работата на албумот Ноктурнал. Од кога почнавте да направите некаква фузија со електроника. И покрај се ова, сакам само да предачам нешто што го напоменавте во вашиот говор, дека македонската сцена во моментов е во некакво лимбо и дека благодарејќи на политичкиот дискурс на не само на оваа влада и на назад, дека е во некаква незавидна состојба, меѓутоа сакам да предочам дека на сметка на тоа независната културна сцена, односно алтернативната музичка сцена и така која е во голем подем и има голема продукција, барем колку што јас ја следам, не знам колку вие ја следите. Сакам само да ве прашам во врска со неа кој е вашиот став и таму има доста квалитетна продукција и мислам дека се работи баш на критика, на иницијативи кои што онака би мобилизирале повеќе луѓе, само штета не е многу веројатно расширена или не е доволно прифатена од публиката, па не знам, не се реагира соодветно. Инаку дека има продукција има. Јас се обидувам да следам све. Значи само можеби ќе ви биде смешно, но сите можни музики на Балканот што се случуваат ги следам. Дури и најоние на Планет. Сите песни ги знам. Затоа што сакам да сум информиран што се случува, кај нас проблемот. Се разбира дека сигурно додека сега у моментов збориме, сигурно има некои тројца дечки у некоја гаража кои што се обидуваат тоа да го направат некако поинаку и ја верувам дека ќе се појави генерација која што онака ќе не расшутира и ќе каже ние ќе го мрднеме тоа 5 чекора понапред. Тоа е природно, тоа е сосема окей.
мене лично никој ништо не може ни да ми земе, ни да ми даде. Мислам, ја сум онака отворен кон тоа. Сите свирачи што последниот период ги викам, значи на овој албумов Македонско девојче, сите свирачи се бар 20 години помлади од мене. Затоа што ја сакам таа нивна енергија, они даваат нешто друго внатре кое што ја можеби го чувствувам, ама не знам го направам така. Затоа го викам, тоа мешање на тие енергии, тоа прави една фина, така да верувам дека е така. Ја не можам да се бутам у секој подрум да видам кој што прави, така. Не, но пази, опасното во тоа, дека ние седиме у подрум и сме многу добри, во што лежи. Ниједна работа која што останала не можеме да ја наблюдуваме као ау беше многу добра, ама не беше сватена. Значи, јас сакам да ги видам тие музичари надвор, да ги видам тие музичари надвор од Скопје, надвор од Македонија. Значи, да ги видам дека, не знам, свират у Брисел, дека свират у Антверпен, дека свират у Солун. Знаеш? Да, тоа, молам? Чекам. Извинете, Златко. Да. Јас, тоа ми беше, да се надоврзам на мома, ќе бидам поконкретна. Ги следите ли Бернес пропаганда? Ма се да не зборуваме за имиња, ве молам. Не, некако не е вкусно. Ми сега ќе кажам, да, ги следам, па се некој ќе ме праша за друга група. Има и други. Не ми беше тоа збора, дозволете ми да завршам. Се надоврзувам на оној дел од вашето излагање во врска со континуитетот, за знаењето кој бил пред мене, што ми оставил и како јас продолжувам. Јас им завидувам на генерациите што ја имале Анастасија за своја музика и на кој што Анастасија им го свирала времето. Јас сум родена во 85-та година и кога сум почнала да слушам музика, знаете што се веќе се свирало кај нас. Меѓутоа, го спомнувам овој бенд како бенд на нашите генерации. Веројатно, Бернес пропаганда се Анастасија на мојата генерација. И се надоврзувам на Момо, велики ви дека можеби не треба толку да бидете разочарани, бидејќи некои од нас одат и свират турнеи и низ Европа, и низ Америка, и прават музика која што зборува за ова време. Така да, сакам да ви кажам дека сме ве слушале и дека има некој што ќе го продолжи вашиот пат. Природно и нормално е да е така. Со тоа што има еден момент ова што кажувате, кој што е за мене малку спорен. И кога ќе излезете надвор, значи, еве да кажеме, идете у Букурешт и таму има сцена и сцена. Значи, не знам дали сте чуле за Гогол Бордело? Да. Дали знаете некој македонски бенд кој што свирал заедно со Гогол Бордело? На иста сцена, на ист фестивал. Оркестра? Нешто? Оставите ги Кучани оркестра. Тоа е нешто друго. Не знам. Па, од овие што ги зборувате. Такви нема. Сега Гогол Бордело ги земав случајно. Ману Чао, например. Имаме Тонет што работи со Ману Чао. И тоа е нешто. Да, значи, збориме за да гурнеме работа малце подалеку. Не затоа што свиревме у Брисел у некој клубче кај, не знам, Маријан од Македонија кој што продаа пиво таму. Разбирате? Значи, постојат големи светски фестивали кај што ја би сакал да видам луѓе од Македонија, као што се Гогол Бордело од Украина, заминати во Америка и денес се еден многу значаен бенд. За тоа зборувам. Да, се разбира дека ќе се појават, природно е да се појават. Дај Боже да се појават. Ви благодарам многу.